Ова е прв и последен пат да бидам на макфестовската сцена. Искрен е денеска пред микрофонот на телевизија Стар познатиот актер Драган Спасов Дац. Во тандем со познатиот композитор и пејач Александар Митевски ќе настапат вечерво во првото полуфинале на 34-тото издание на Макфест. Охрид беше првиот фестивал, кој што ова е прв фестивал кај што се пее во живо и за мене последен фестивал. Трема? Немам трема никаква. За пеење? Нема проблем. Значи веќе нема да настапувам на фестивали сигурно. Ова е второ и последен. Да. Да, така кажа. Затоа што нема потреба. Јас имам друга професија. Ова е мала забава за мене, сепак ми е интересно. Среќа што не знам да цртам, иначе изложба ќе направи ликовна. Композиторот и пејач Александар Митевски, дел од дуетот Дац Митевски, по дводецениска пауза повторно е на Макфест. После тоа ова е голем вакуум за мене и баш се радувам што сум тука пред штипска публика, да го повториме она убаво дружење, сеќавам што го имавме со Дуле и Коки, кога прв пат се појавив како тинејџер. Прескокнувајќи дел од тридецениската традиција, како подигање на фестивалското знаме, отворање на фестивалска изложба и слично, денеска првиот Макфестовски прес беше и официјален почеток на овогодишниот Макфест. Јас бев човекот кај кого завршија сите 30 снимки, правев некакво прилагодување на јачината, го редев CD-то, ги средував матриците и можам со сигурност да ви кажам дека сум еден од ретките луѓе кои го имаат слушното цел фестивал пред да се случи. Особено ми е задоволство и чест што овде гледам, барем на првата прес-конференција, лица кои што се дел од создавањето и креирањето на Макфест 2019. Вечерва над преварувачкиот дел на фестивалот го отвора Мартинијан Кириловски, со како што признава пред камерата на телевизија Стар позитивна трема. И очекувам искрено висок пласман и секако дека имам трема, пошто го отварам фестивалот, но тоа секако е една позитивна трема. 5000 за првонаградената песна, 3000 за второнаградената и 1000 евра за третонаградената песна. Ова се главните фестивалски награди. Тамара Тодевска ќе има свое полчасовно шоу во финалната вечер, на која публиката ќе види и слушне 20 композиции, односно по 10, кои ќе ги одбере од претходните две полуфинални вечери.